Вести на Канал 8. Општина Кочани продолжува со реализација на инвестицијата од над 1,5 милиони денари за поставување ново јавно осветлување во селските населени места. Дел од работите се веќе комплетирани, а во моментот се работи во населбата селиште во Оризари. Во рамки на планираните обврски за подобрување на јавното осветлување во населените места во општината, локалната самоуправа на Кочани го продолжува проектот за поставување нови улични светилки на јавните прометни површини, улици, тротоари и игралишта. Во Тракање веќе е осветлено повеќенаменското игралиште со LED рефлектори, а поставени се нови светилки на повеќе критични и недоволно осветлени места. Јавното осветлување е подобрено на улиците во селото Прибачево, а во Грдовци е осветлен централниот дел од населбата, како и улиците Маршал Тито, Љупчо Сантов, Плачковица, Мите Павлов и Гишо Донев. Нови светилки се поставени на 7 улици во Горни и Долни Подлог, а работите продолжуваат во населбата Селиште во Оризари. Според Драган Јорданов, одговорен службеник за јавното осветлување во општина Кочани, за наредните денови е планирана реализација на втората фаза на позиции каде што недостигаат да се постават нови столбови со LED светилки во руралните делови на општината. Со подготовка на теренот веќе течат работите и за вградување на ново јавно осветлување на реконструираниот локален пат од Антура до Мојанци, со што ќе бидат осветлени 2200 метри на релацијата од Подлог до Мојанци, како и на потегот од Горни до Долни Подлог. Средствата во висина од 60.000 швајцарски франци се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка. Според градоначалникот Никол Чуилиев, со поставувањето на јавното осветлување, трите населени места Горни и Долни Подлог и Мојанци ќе добијат урбан лик, како што им прилега според близината до административниот центар. Според јавната набавка за оваа година, општина Кочани ќе намени над 446.000 денари за одржување на јавното осветлување, како и 1.600.000 денари за изградба на ново улично јавно осветлување. Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, во четвртокот вечерта одржа граѓанска трибина во планинскиот рекреативен центар Пониква. Поради превентивните мерки против коронавирусот, на трибината присуствуваа ограничен број граѓани, а лидерот Заев и кандидатите за пратеници Николовски и Ангелова ги представија главните точки од предизборната програма. За неполни 3 години донесовме храбри одлуки со кои станавме земја членка на НАТО и добивме одлука за почеток на преговорите со Европската Унија, со што денес ги живееме идеалите за кои изборувавме во изминатите 30 години, истакна лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев пред граѓаните на Кочани на трибината во рекреативниот центар Пониква на Осоговските планини. Почитувајќи ги мерките против пандемијата од COVID-19, тој рече дека на собирот присуствуваат ограничен број граѓани, со што се почитуваат и протоколите за здравствена заштита. Не сме сите исти во политиката. Кога требаше храброст, покажавме храброст. Кога требаше одлуки, донесовме одлуки. Кога требаше да покажеме дека за време на најголемите одлуки и најтешките одлуки, сепак ја развивавме економијата. Тоа го правевме. И денеска резултатите се видливи на секој план. Затоа прво ќе кажем да бидеме горди сите, затоа што ги исполнивме стратешките цели, ги решивме проблемите, но ги исполнивме аспирациите и аманетот на нашите предци, на нашите дедовци и парадедовци. Денеска имаме земја, признаена од целиот свет, во која што живеат македонци, признаени од целиот свет, кои што зборуваат македонски јазик, признаен од целиот свет. Создадовме пријатели околу нас. Ги отворивме сите можни перспективи и за сегашните, и за идните генерации. И сега на вака отворени фронтови пред нас, сигурно нема повторно да враќаме режим. Затоа одиме напред, затоа што можеме. Можеме уште повеќе и уште посилно.
Заев додаде дека во изминатите 3 години централната и локалната власт во источниот дел на Македонија заеднички реализирале голем број проекти, а во наредниот 4-годишен мандат за нив се планирани уште 70 милиони евра. Тие не се однесуваат само на пристапни патишта, туку сега се вложуваат и 30 милиони евра во изградбата на браната Речани на Оризарска река. Носителот на кандидатската листа во изборната единица број 3 Љупчо Николовски истакна дека источниот регион веќе не е заборавен, туку во него се инвестира. Во овој регион веќе нема регионални патишта кои што не се обновени, кои што не се рехабилитирани. Во овој регион се градат најголем дел од експресните патишта во овие 2,5 години. Во овој регион општините добија огромна поддршка и затоа денеска гледаме дека имаме многу проекти во сите региони, во сите населени места и во сите села, тука и во Кочани. Имаме изградба на 8 улици во Ризари, имаме изградба на неколку улици во Усова Чешма, имаме силен фокус на инфраструктурата и во останатите села и населени места тука, во Долни и Горни Подлог, во Привачево, во селото Бели, во Мојанци, во Грдовци, насекаде во овој регион, во Кочанско, се гради, се инвестира во инфраструктурата и овде сме на вистински пример како централната и локалната власт цврсто, заедно и решително работат во интерес на граѓаните. На присутните граѓани на трибината на Пониква им се обрати и кандидатката за пратеник од Кочани Марија Ангелова, која ја потенцираше заложбата за родова еднаквост и на изборите и во работењето на новата влада. За прв пат настапуваме 50-50, жени и мажи, со што го актуализираме родовото прашање и сме единствената партија која што предпознава родова рамноправност. Продолжуваме со реформските процеси за социјална, праведна и правна држава. Време е за силни жени кои рамноправно ќе учествуваат во создавањето на силно општество. На крајот од трибината беше побарана поддршка од граѓаните за нов мандат, за да се реализираат планираните проекти наведени во предизборната програма на коалицијата Можеме. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев испрати писмен одговор во врска со наводите изнесени на пресконференцијата на кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМН Емиле Левков, што се одржа во четвртокот. Не сум изненаден што кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМН Емиле Левков продолжува да ја лаже јавноста со неосновани напади кон мене. Левков нема аргументи за политички надпревар, па е свртен кон дискредитација на се што му пречи. На Левков му пречи, тој не може да поднесе ни еден успех и развој на Кочани. Докажува дека се плаши од секој реализиран проект. Преплашен е бидејќи во моментот само на Пониква се инвестираат 3 милиони и 200 000 евра, а во градот и селата се гради 41 улица. Како градоначалник на општина Кочани немам време да ја трошам енергијата на Миле Левков. Мојот фокус се граѓаните. Имам доволно врски и огромна желба да ги решавам проблемите и да одговорам на потребите на граѓаните и во мојот мандат да оставам проекти чии придобивки ќе ги користат идните генерации. Од друга страна, сакам да истакнам дека кочанската јавност добро знае кој снима видеа. На тоа Левков секојдневно ги подсетува. Постојаното пласирање невистини и дезинформации Миле Левков го потврди и во пресконференцијата во која индиректно го напаѓа работењето на општина Кочани, искажувајќи лаги за потрошените средства преку Агенцијата за привремени вработувања. Кога говорат аргументите, а не Миле Левков, тоа изгледа вака. Во 2016 година општина Кочани за привремени вработувања потрошила 4 милиони 105 219 денари. Во 2020 година општина Кочани потрошила 507.000 денари. Во октомври 2017 општина Кочани имала 9 вработени со времен ангажман. Денес општина Кочани има едно привремено вработено лице. Потврдивме дека работиме одговорно, честно и транспарентно. Граѓаните добро знаат кој работи и каква етикета носи. Се вели во писмената реакција на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев.
Неколку месеци со нула промет, не работат и се затворени. Собствениците на приватните игротеки во државата се изработиле протокол под кој можат да работат и бараат од владата да им дозволи да ги отворат објектите. Кон барањето се приклучуваат и собствениците на кочанските приватни игротеки. Собствениците на игротеките сами си изработиле протокол за работа и бараат отворање на објектите. Имено деновиве излегоа со барање до Комисијата за заразни болести да даде препорака да ги отворат објектите по примерот на зимите од соседството, кои што повеќе од 1 месец безпрекорно работат, затоа што животот продолжува со почитување на протоколите за заштита на здравјето. Меѓу другото, бараат освен отворање на објектите и финансиска помош од државата. Ова се барањата од групацијата на забавни, рекреативни и едукативни дејности и игротеки, на кои се приклучуваат и приватните игротеки од Кочани, чии собственици за Канал 8 тврдат дека ќе ги почитуваат мерките и препораките согласно протоколот за работа и дека истите се изводливи. Собствениците на игротеките велат дека сами да изработиле протокол за работа, земајќи ги предвид позитивните практики од соседните земји и дека по 3,5 месеци подготвени се да ги отворат објектите и да почнат работа. Тие нагласија дека компаниите од секторот најпрво бараат финансиска поддршка во висина на половина од просечниот месечен бруто приход, земен од времето кога работеа, секој месец без прекин на неодредено време до нивно повторно отворање, како би можеле да ги сервисираат закупнините, режиските трошоци, платите и предонесите во периодот кој им предстои, затоа што моментално не работат, имаат промет нула и се уште се затворени. Инаку во овој сектор работат повеќе од 1000 луѓе и екзистираат исто толку семејства. Во тек на изработка се 2 мурала од група ликовни уметници од Кочани кои работат под раководство на академскиот уметник Орхан Камил, а се изработуваат над зидовите кај тениските игралишта. Едниот е посветен на трагично загинатиот Коби Брајант, а другиот за Новак Ѓоковиќ. Еден посветен на познатиот тенисер Новак Ѓоковиќ, другиот во чест на Коби Брајант. На 2 мурала работат вредни уметници средношколци под раководство на академскиот уметник Орхан Камил и се при крајна изработка. Идејата потекнува уште пред неколку месеци пред да започне корона кризата. Првиот мурал представува повик за Ѓоковиќ да дојде во Кочани, а вториот е во чест на еден од најдобрите кошаркари во NBA, Коби Брајант, кој трагично го загуби животот во хеликоптерска несреќа во јануари годинава. Работени се во разни техники и со спрејови. Знаеме дека наградата му фале уметност, а идејата беше со тие двата мурали да го повикаме Ѓоковиќ да дојде во Кочани. Откако фати кризата со короната, продолживме да цртаме. Ние имаме повеќе планови за војнина за цртаме, но тоа за сега беше добра идеја, бидејќи близко до тениските игралишта, исто така кошаркарските, затоа беше добра комбинација. Вклучени сме јас, Давид Јосифов и Дени Митев под раководство на Орхан Камил. Откога ќе завршиме овие 2 мурала, следниот мурал ни е идејата за изработка на мурал на ќерката на Коби Брајант. Не станува збор за графити, туку за мурал, кој што само не е изработен со спрејови, туку и со други техничи. Уметникот Орхан Камил работи со овие млади уметници и ги потикнува да создаваат дела и мурали и на тој начин да го разубавуваат градот. Двата мурала се насликани на зидовите на тениските игралишта кај градскиот стадион и го разубавуваат тој дел од градот. На муралот за Коби Брајант е представен Коби во првиот дел од кариерата која го носеше бројот 8 и беше дел од тројната титула на Лейкерс заедно со Шекил Онил во периодот од 2000 до 2002 година. На десната страна од муралот е нацртан Коби со дресот со број 24, кој го носеше во вториот дел на кариерата, која ги играше и најдобрите партии и без помош на Шекил стигна до 2 прстена во 2009 и 2010 година. Овие 2 не се единствени мурали кои се во тек на изработка. Има и некои поситни, а во план е изработка на мурал на ќерката на Коби Брајант. Инаку, истата екипа од ликовни уметници под раководство на Орхан Камил работеше на муралите на подпорниот зид кај атомските згради во Кочани.
Исплатата за второто тримесечие од мој дедеве ќе се врши во август. Граѓаните кои имале погрешно наведени податоци, а во меѓувреме ги коригирале, односно ги навеле точните, ќе им се исплати повратот за целиот период на скенирање, информираат од Управата за јавни приходи. Заклучно со месец јуни се заокружува второто тримесечие во кој граѓаните скенираа сметки за поврат на ДДВ. Според Управата за јавни приходи, од април до јуни биле скенирани вкупно 41 милион фискални сметки, за што е остварен поврат од 334 милиони денари или 5 милиони и 400 илјади евра. Повратот на 15% од искажаниот промет во фискалната сметка кај граѓаните за ова тримесечие ќе започне да се исплаќа во август 2020 година. Управата за јавни приходи апелира до граѓаните да ги ажурираат податоците наведени во апликацијата, со што би овозможиле редовна исплата на повратот. Кај граѓаните кои имаа погрешно наведени податоци во системот, имаше загриженост дали ќе ги добијат средствата за целиот период додека скенирале. Од Управата за јавни приходи смируваат дека оние граѓани кои имале погрешно наведени податоци, а во меѓувреме ги коригирале, односно ги навеле точните податоци, ќе им се исплати повратот за целиот период на скенирање. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.